Кинески хирурзи направија историски пробив со тоа што први во светот успешно пресадиле дел од црн дроб од генетски модифицирана свиња во човек. Трансплантираниот орган помогнал во функцијата и регенерацијата на човечкиот црн дроб, а бил отстранет по 38 дена. Иако пациентот починал по 5,5 месеци од последици на рак и цироза, лекарите ја постигнале планираната цел, привремено одржување на функцијата додека човечкиот орган заздравува. Делот од свинскиот црн дроб бил пресаден кај 71 годишен пациент, откако му бил отстранет туморот од десниот лобус. Организмот добро го прифатил органот, кој произведувал жолчка и помогнал во згручување на крвта. Целта на операцијата била јасна: трансплантираниот орган да функционира како мост додека црниот дроб на пациентот се обновува или додека не се најде човечки донор. Овој храбар потек го поздравија и експерти од светот, како хирургот Хајди Јех од Харвард, кој посочи дека досега ваквите обиди кај животни биле неуспешни. Кина брзо напредува во развојот на ксенотрансплантација, вклучувајќи и трансплантации на свински бубрези и бели дробови, со цел да се реши огромниот недостиг на органи. Секоја година во Кина над 300.000 лица чекаат црн дроб, а трансплантација добиваат само неколку илјади. Иако овошјето содржи природен шеќер, фруктоза, истовремено е богато со витамини, минерали, антиоксиданси и влакна. Истражувањата покажуваат дека исклучувањето на овошјето од исхраната може да доведе до воспалени мускули, силна желба за сладки, проблеми со варењето и хипогликемија. Особено е важно за физички активни лица, бидејќи овошјето обезбедува енергија и помага во закрепнување после тренинг. Недостатокот на влакна и полифеноли од овошјето може да предизвика нарушувања во цревната флора, што води до гасови, запек, па дури и хронични воспаленија. Дополнително, без доволен внес на овошје, се зголемува ризикот од недостиг на калиум, што може да резултира со мускулни грчеви и висок крвен притисок. Според нутриционистите, идеално е да се консумираат 2 до 4 порции овошје дневно. Доколку не сте љубител на свежо овошје, може да го внесувате преку смути или во комбинација со јаткасти плодови. Совршен за есенски ручек или вечера, овој вкусен и кремаст рижото комбинира сезонски намирници, тиква и печурки, во еден хранлив и ароматичен оброк. Рецептот доаѓа како идеја за топло домашно јадење во периодот кога телото бара утеха и енергија. За подготовка се користи арборио ориз, свежи или замрзнати печурки, коцки од тиква, кромит, лук и топла супа. По желба се додава и бело вино за дополнителен вкус, а за крај се збогатува со путер и рендан пармезан. Комбинацијата на природни состојки дава кремаста текстура и богат вкус кој истакнува есенската кујна. Рижотото не само што е вкусно, туку е и здраво, богатство од растителни влакна, витамини и антиоксиданси. Одличен избор за вегетаријанци, но и за сите кои сакаат да внесат нешто сезонско и хранливо на трпезата.